Благодарам, почитувани граѓани. Денес имаме предлог законско решение поднесено од опозицијата за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на предпријатијата со општествена и државна собственост, и да ги вратам пратениците на ВМРО ДПМН да разговараме за ова законско решение, а не за се и се што во државата. Со ова законско решение ние бараме од прилика за околу 6000 граѓани на Република Македонија, кои со денот настапување во сила на овој закон да се обезбедат финансиски средства во висина од 7,5 милиони евра за закон со кој со најмалку 15 години стаж на осигурување и старост од 50 години за жени и 53 за мажи да земаат од прилика 6300 денари месечно. И господа од ДПМН, ако навистина имавте аргументи, ако навистина сте го решили ова прашање на овие стечајни работници, денес тука ќе седевте во ова собрание, ќе се смеевте, немаше да зборувате за се и се што ја се враќате назад од 90-та година па наваму, туку напротив ќе кажевте да, ВМРО ДПМН го реши прашањето на овие граѓани. Но вие, почитувани пратеници од ВМРО ДПМН, ги излажавте. Ги излажавте затоа што вие не сакате да го решите нивниот проблем, но затоа денес ја имате поправната шанса, односно и го имате пред вас се поправниот испит. Нека не ви е проблем по кој пат е поднесен овој закон. Дали во истиот има некаде запирка или фали точка. Нека не ви е проблем колку членови има. Ако имате било какви сугестии, било какви забелешки, ова законско решение денес е поднесено во прва фаза, односно е прво читање, така да преку амандмани повелете, предложете, сугерирајте, ние сме спремни да ги разгледаме и да ги прифатиме со една единствена цел, да го затвориме ова прашање, да го решиме овој проблем. Но вие, господа од ДПМН, не сакате тоа да го направите. Вие немате ниту храброст, ниту сила, ниту енергија да му се спротивставите на ВМРО ДПМН, односно на вашата партија. Бидејќи вие не сте пратеници избрани од народот, вие сте послушници на вашата партија и вие гласате исклучиво како ќе ви нареди вашата партија. Ако бевте народни избраници, денес немаше да дискутираме за ова прашање. Ова прашање или ова законско решение ќе го прифатевте уште првиот пат кога беше предложено во ова собрание. Ќе го прифатевте и сите заедно, независно кој од која политичка партија доаѓа, ќе кажевме дека сме решиле еден проблем во Република Македонија. И не знам тука како можете го споменувате зборот лицемерие, кога вие истите од ДПМН, ако не сте лицемерни, немаше да бегате од дискусија, немаше да зборувате за напишани и да ги повторувате вашите напишани реплики за се и се што ви е кажано, но никако да го кажете тоа токму за кое говореа и стечајните работници, за кое зборуваме и ние. Да ве подсетам, минатиот пат, кога се носеше за ова или кога се предложи ова законско решение во Собранието на Република Македонија, тогаш стечајните работници 20 километри пешки од Петровец до Собрание на Република Македонија дојдеа за да покажат и да ја истакнат нивната желба, волја, надеж дека ова Собрание на Република Македонија ќе го реши прашањето. И тогаш да ве подсета на нивното прашање дали ви е тешко, дали ќе издржите до Собранието на Република Македонија, тие кажаа, цитирам: ако треба уште еднаш ќе одиме, само денес нека се реши законското решение. И вие не гласавте, вие гласавте против, вие тогаш не го поддржавте тоа законско решение. Ке цитирам што изјави тогаш председателката на стечајните работници: додека сме живи, уште еднаш ќе кажам, оваа влада не мисли на народот. Убаво реков и уште 1000 пати ќе кажам, ние ќе продолжиме да се бориме се додека да дојдеме до нашето решение. Не застануваме за тие граѓани, за тие стечајни работници, за таквото решение. Денес ние го предлагаме ова законско решение. И лицемерно е навистина од ВМРО ДПМН кога, да ве подсетам, протестира стечајните работници да Министерството за внатрешни работи стои настрана од раскрсниците и да ги доведува во прашање нивните животи или да ги доведува во прашање
нервите на граѓаните на Скопје и на стечајните работници. Се со една единствена цел, сакате да предизвикате конфликт, сакате да предизвикате проблем дополнителен. Ако сакавте вие да го решите проблемот и истите стечајни работници, барем тогаш кога протестираа на раскрсниците во Скопје, барем ќе му возможевте достојни услови истото тоа да го направат така како што треба. Но да ме подсетам, вие велите, односно при секое поднесување на ова законско решение имате различно образложение или различен изговор зашто не го прифаќате. Минатиот пат кога го предложивме, кажавте дека тоа не го правите затоа што била светска економска криза. Денес слушам, исчезна светската економска криза од вашиот речник. Денес кажувате сосема нешто друго. Сакам да ве прашам, не ви е срам да кажете дека имало светска економска криза, а потрошивте пола милиарда евра за Скопје 2014 година? Не ви е срам да кажете дека немате 7,5 милиони евра за да го решиме прашањето на овие луѓе, а имате пари за лавови, имате пари за жални врби, имате пари за сите ваши партиски манифестации, прослави што ги имате? Пријавете се слободно, не треба од место да ми дофрлувате. Слободно пријавете се да дискутираме. Кажете, излезете тука на говорницата на Собранието на Република Македонија, погледнете ги во очи луѓето и кажете им зошто не сакате да го решите нивното прашање. Лесно вие да седите во тие фотели и да се смеете и да дофрлувате и да се подсмевате со граѓаните на Република Македонија. Убаво ви беше да шетате по црвениот тепик на Стариот театар, да седите во фотелите таму, а немате 7,5 милиони евра за да го решите ова прашање. Сакате да ви кажам за панорамското тркало, сакате да ви кажам за илјада споменици кои ги наместивте во Скопје, а немате пари токму за овие луѓе. Тоа е лицемерие, почитувани пратеници од ВМРО ДПМН. И бидејќи многу сакате да се враќате назад, сакам да ве подсетам на една работа. Ова законско решение кое ние денес го предлагаме е законско решение со кое се обидуваме новие луѓе да им излеземе во престрит, затоа што токму вашиот председател на партијата, токму Никола Груевски, со Фесал 2 ја запечати нивната судбина. Колку и да сакате да бегате, нема бегање од оваа работа. Сите овие фирми, почнувајќи од Јуохром, од Порцеланка, од Злетово батерии, од Готекс, од Годел, од Саса, од ФАС 11 октомври, од Фринко фрижидери и така натаму, сите овие вработени бараат или чекаат на денешното законско решение, чекаат да им се реши проблемот. И за нив вие немате пари, а за се друго во државата имате пари. Ајде уште еднаш да се одлучите. Што ви е побитно? Побитно ви е да ги трошите и да ги фрлате парите од граѓаните, од буџетот на Република Македонија за се и се што, а не сакате да ги решавате токму основните права на работниците во Република Македонија. За се друго може во оваа држава да има пари, само за овие работници да нема пари. Сакам да ве прашам, ако со законот кој го предложивте во 2008 година сте го решиле проблемот, зошто овие луѓе уште штрајкуваат? Зошто овие луѓе уште секојдневно излегуваат и зошто ние го поднесуваме ваквото законско решение? Па ако бил решен проблемот, на кој ќе се однесува ова законско решение? 6.000 граѓани на Република Македонија чекаат токму на денешното законско решение, но за жал, вие за се имате пари. Имате пари и за жичарницата во Скопје, имате пари и за многу други споменици, но немате пари за нив. Вие, почитувани, многу пати во изминатиот период се обидувате да кажете дека некој друг се обидел да ги излажи. Не, вие ги излажавте. Вие ги излажавте исто како што ги излажавте бранителите. Исто како што ги излажавте дека и тогаш ќе го решите ова прашање, но вие не го решивте. За вас, почитувани од ВМРО ДПМН, секој може да биде крив во оваа држава, само вие не можете да бидете криви. И дајте еднаш да го решиме проблемот со приватизацијата. Прифатете го амандманот кој го поднесе опозицијата и еднаш ќе го затвориме ова прашање до крај. Па да видиме дали некој се офајдил од приватизацијата и кој го избегнува токму ова прашање за приватизацијата. Од оваа страна нема ни еден таков. Но тука кај вас, во вашите редови, седат такви луѓе. Ајде, прифатете го и тој амандман, нака не застаруваат делата
од приватизацијата. Нека не застарува приватизацијата, па да ги расчистиме работите. Да ја расчистиме ОКТА, да го расчистиме Телеком, да ја расчистиме платежната картичка. И сосема на крај. Ние денес можеме тука да спротиставуваме аргументи, да се расправаме, да дискутираме, да се караме. Но на крајот од денот, ние треба тука да гласаме. На крајот од денот ќе остане само гласањето за или против. Ве повикувам да гласате за. Госпоѓа Павлова, Елена има реплика. Благодарам, председател. Почитуван колега, ние не збориме овие 2 дена за се и се што, туку конкретно зборуваме за стечајците. И се враќаме назад затоа што погрешните политики на СДСМ во минатото се плаќаат и влијаат на сегашност. Стечајните работници се дел од тие погрешни политики во минатото. Македонската приватизација, незините спроведувачи, читај СДСМ, ја нарекуваа реформа број 1. Во неа влезе трансформација на капитал вреден тогашни 4,6 милиарди марки, а државата инкасирала едва и 20% од вредноста на тој капитал. Целите на трансферот од обштествена во приватна собственост биле да се зголеми ефикасноста на стопанството, да се привлече странски капитал, да се даде потдршка на развојот на пазар на капиталот, да се помогне раздолжувањето на државата, односно сервисирање на внатрешниот и надворешниот долг на земјата. Колку од овие основни цели, колега, поставени со Законот за приватизација, се остварија од 93 до 99 година? Во старт, приватизацијата офатила 1688 предпријатија, 95% од приватизацијата до 99 година беше завршена. И што беше најчеста практика? Прво стечај, па ликвидација, потоа тендер за продажба или затварање. Односно, наместо реформа број 1, се доживеа најголемиот масовен грабеж во историјата на Македонија, што во наследство остави она за што денес дискутираме. Уништени фирми, фабрики и комбинати, отпуштени 198.364 работници, проневерени 4,6 милиарди марки државен општествен капитал, над 15 транзицијски милионери, банкротизиран здравствен систем со јавен долг над 80 милиони евра. За жал, судбината на стечајците по 4-ти пат, и тоа кога се во опозиција, се политичка алатка на СДСМ, со цел да предизвикаат емоционален ефект кај граѓаните и да остават впечаток дека се грижат за социјално загрозените категории во оваа држава. Мораме да повториме дека во 2008 година владата на ВМРО донесе закон за стечајци, што вие го критикувате и велите дека делумно ги остварил правата на стечајците. Меѓутоа, треба да се каже и тоа, дека од буџетот постојано се прават напори и се издвојуваат средства за активни политики за вработување, односно за работно ангажирање на сите лица кои останале без работа по било каков основ, и колку и да негирате и да се подсмевате на владините роуд-шоа, тие даваат резултати. Се повеќе странски инвеститори градат фабрики и се вработуваат луѓе во Република Македонија. Такви се политиките кои што ќе водат кон развој на Републиката, а не она што се остави порано пустош, кој што и ден денеска се осеќа.